Почитувани гледачи, следува вашата омилена емисија Гарден клуб Градини. Уживајте во следните минути со нас. Високо стилизираните градини представуваат угледно уметничка творба со изразити естетски вредности. Таквата градина би можела добро да послужи како обкружување на колекција современи скулптури или да создава смирено неутрално обкружување под некоја архитектонски важна зграда. Стилската градина од овој вид бара многу висок степен на координација и внимателно планирање, за да може да ја извади на виделина суштината на одбраниот стил. Боите, градбите и конечниот изглед на сите материјали се најважни во целата приказна. Тука растенијата се употребени како дополнение, при што нивната бројност е многу поважна од индивидуалната убавина на одделни растителни видови. Кога единствената намера на дизајнерот е да креира многу стилизиран изглед, пристапот кон реализацијата е многу сличен на пристапот на сликарот или на сценографот при поставувањето на сценографијата на бината. Резултатот може да биде зачудувачки, бидејќи се е целосно подредено на визуелниот ефект, лишен од чувствувањето или интересирањето за одделни растенија. Избирањето растенија единствено поради нивната боја, градба или форма и нивното распоредување во речиси неприродна композиција доведува до тоа завршната слика да се доживува како да е направена од материјали што се дополнуваат. Иако овој пристап го користат многу пейзажни архитекти во проектите со големи димензии, тој може да се приспособи и на помали и поинтимни простори. Со тоа се одбегнува употребата на премногу разновидни материјали на ограничен простор, што често делува хаотично и збунувачки. Наспроти тоа, минималната употреба на различни материјали остава впечаток на сила и збиеност. Ваквите во суштина префинети форми на дизајн носат во себе природна едноставност, која истовремено е и нивната главна предност. Дури и во традиционалното планирање на градина, ваквата едноставност може да биде основа на целиот концепт или на избраната тема за градината. Добар пример е градина што се темели врз ограничен избор на бои, а содржи само нијанси на зелена боја со многу темни или бели цветови. Многу порадикална, речиси исконска можност е обликување на градина во која речиси и нема растенија, туку само тремни површини, што се искосуваат во различни насоки и на различни висини, зависно од посакуваната текстура на површината. Следната можност што го истакнува стилот е ситуацијата кога еден единствен растителен вид се јавува во голем број, особено ако станува збор за растение со необичен изглед. Масовно садење на божури, на булки со две лица или млечки може да даде величествен поглед. Дури и градините со сосема практична примена може да бидат стилизирани. Лејата со зеленчук може да биде обликувана како многу декоративно место. Покрај тоа што ќе дава плодови за јадење, таа ќе овозможува интересно да се комбинираат боите и градбите, без оглед на вообичаено строгиот и точно определен план.
Кога зборуваме за семејните градини, еден од најголемите предизвици е усогласувањето на стилизираниот градинарски простор со зградата и со околината. Едно од решенијата е да се употребат локални растенија и материјали, но на сосема поинаков начин. Например, дрвјата и грмушките со кои изобилува околината, а кои поднесуваат подстрижување, можат да се употребат за креирање на жива ограда или на дрворед внатре во градинарскиот простор. Исто така, со камени со чакал од локалното подрачје може да се креираат поплочени површини или патеки и на тој начин да се направи помодерен инаку формалниот вид градина. Малите градски градини, особено оние што се обкружени со ѕидови, се идеални за креирање на стилизиран вид градина. Иако најчесто се наблюдуваат секогаш од исто место, од прозорците на куќата даваат непредвидливи можности. Да речеме, таквата градина можете да уредите како театарски, речиси дводимензионален простор, така што за постигнувањето на лажно чувство на перспектива ќе употребите крути површини под различни агли, комбинирајќи ги нивните бои, форми и распоред. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Од 27 август до 1 септември традиционално по 7 пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете веб страната на ksm.org.mk. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс Фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс Фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070-679-070 и 072-303-576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини.
На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани 3 најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за Најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Во денешната емисија на Гарден клуб во рубриката Растенија за нашата градина ќе ви ја представиме фотинијата. Фотинијата е популарна зимзелена грмушка со светло-зелени лисја, а додека се млади пуштаат црвени ливчиња. Најпознат е црвениот робин, кој често се сади како грмушка или во вид на украсно дрво. Таа може да расте во повеќето почви, дури и глина, меѓутоа на добро изгниена компост или ѓубриво. Повеќето видови може да толерираат кисели или алкални услови, но не се снаоѓаат добро во варовита почва. Фотиниите не бараат многу големо градинарско одгледување, но затоа во текот на пролетта и есента бара кастрење за да се задржи формата на растенијата. Доколку се сади за жива ограда, може да се кастри и до 3 пати во годината. Така, се повеќе се згуснува и ќе испушта црвени пупки и ливчиња. Бројни хибриди и сорти се достапни денес, но сепак се користат неколку сорти за неверојатните светло-црвени млади листови и во пролет и лето. Најмногу се садат Фотинија фрасери, Фотинија ред робин, Фотинија касини и Фотинија ред старт. Некои сорти на фотинијата се токсични и се должи на присуството на цијаногени гликозиди. Тие го блокираат клеточното дишење. Фотинијата е род од околу 40 до 60 видови на мали дрва и големи грвошки, но таксономијата неодамна варираше во голема мера со родовите Heteromелес, Странваесија и Аронија, кои понекогаш се вклучени во фотинијата. Природниот опсек на овие видови е ограничен во умерено топлиот регион на Азија, од исток до Хималаите и на југ до Индија и Тајланд. Сепак, фотиниите широко се одгледуваат во целиот свет како украсни растенија, заради нивните бели цветови и црвени плодови. Научното име Фотинија исто така многу широко се користи и како заидничко име. Друго име, под кое е позната фотинијата, е Christmas berry или божично бери, но ова име е извор на забуна, бидејќи тоа најчесто се применува за растенијата кои што имаат примеси на Heteromелес, лициум, шинус и рускус. Името Фотинија исто така продолжува да се користи и за неколку видови на мали дрва во планините на Мексико и Централна Америка, што претходно биле вклучени во родот Фотинија. Фотинијата обично расте во висина од 3 до 15 метри со обично неправилна круна и аголни гранки, а гранките не многу често се трнливи. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.
Повеќето денешни градинарски алати имаат традиционална форма, но повеќето од нив може да се усовршат, односно да се изменат. Има и неколку нови алати кои имаат широка примена. Например, до 80-тите години на минатиот век, косилките за трева беа речиси непознати. Денес тие се составен дел од градинарската опрема, зашто ги изведуваат оние работи за кои традиционалните алати не се наменети. Кога купувате алат, секогаш добро размислете за неговата намена. Тој треба точно да одговара на вашата потреба. Затоа, размислете за што ќе ви послужи алатот и колку често ќе го употребувате. Например, едноставните и ефтини градинарски ножици ќе ви бидат сосема доволни ако ги употребувате еднаш годишно за подкастрување неколку џбунови рози. Но ако мислите ножиците да ги користите многу почесто, тогаш многу подобро е да купите квалитетни градинарски ножици. Пред да купите некаков алат, проверете дали одговара најдобро за својата намена. Дали големината и моделот одговараат на вашите потреби, дали може со него лесно да се служите. Во пространите градини или за посложените и временски подолги работи, размислете за употреба на моторни алати. Но, добро размислете дали таквите алати навистина ви се потребни, зашто тие не само што се поскапи, туку бараат и внимателно ракување и одредени мерки на безбедност. За да одговорат алатите на својата намена и за да бидат потрејни, треба добро да ги одржувате. По секоја употреба, исчистете алатката од земјата, тревата и остатоците од растението и со крпа и со масло пребрившете ги сите метални делови. Сите алати за подкастрување, косење и слични активности редовно треба да се острат. Сите алати што зиме не се потребни, треба да се наострат и да се чуваат на суво место. Треба да сметате и на трошоците за одржување и чување на алатот. Ако станува збор за алат што се користи повремено, тогаш може би најдобро решение е изнајмувањето, особено ако станува збор за релативно скапи и крупни алати. Ако сте решиле да изнајмите алат, резервирајте го однапред. Состојбата на изнајмениот алат може да се разликува во зависност од изнајмувачот. Некои алати, особено моторните, може да бидат опасни за ракување и затоа треба да го сторите следното. Проверете дали не достига некој дел и дали сите делови се добро стегнати. Тоа обично не се гледа, но ако се сомневате, не изнајмувате климав алат. Проверете дали поради вибрациите има разлабавени валјаци или електрични споеви на алатите како што е моторниот култиватор. Секогаш барајте моторниот алат да се вклучи пред вас и обрнете внимание на зголемените вибрации и на бучавата. Ако не сте сигурни како се употребува некој алат при купувањето или изнајмувањето, прашајте за совет или обратете му се на произведувачот. Правилната употреба дава подобри резултати и помага за спречување на незгодите. Проверете дали ви одговара тежината и должината на алатот, зашто со тежок алат потешко ќе работите, а со краток ќе имате болки во грбот. Редовно одржувајте ги и поправајте ги сите моторни алати и при употребата придржувајте се на упатството за сигурност. За да го намалите ризикот, проверете дали електричниот алат е приспособен на локалниот струен напон. Понекогаш може да биде во прашање склопката за менување на напонот и дали некаде струјата пробива.
Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Слободни термини за мај и јуни. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повторпат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Усија. Резервирајте на 078 305043. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, Хорти културно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс Фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс Фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден Клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден Клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Екипата на Гарден Клуб овој пат беше во посета на една ексклузивна градина во селото Бардовци. Специфичноста на оваа градина е веднаш впечатлива, уште од страната на влезот во градината. Впечатлива е прекрасна камена ограда, зидана во интересен рустичен стил, од неколку бои на камен, внимателно социдани, со што е задржан редоследот на боите, додека врзувачкиот бетонски дел е скоро невпечатлив. Главната порта е направена од ковано железо. На самиот влез од градината поставени се бекатон плочки кои водат до гаражата. Десната страна е поставен подпорен зид, исто така обложен со камени плочки во колоритни интензивни бои, каде се наоѓа и голем насад од растенија од повеќе врсти, кои се позиционирани до оградата, која е густа и е направена од зимзелени растенија леланди.
Во склопот на зимзелените растенија се и колоритните бербериси. Левата ограда е исто така направена од повеќе растенија, меѓу кои најдоминантна е фотинијата. Во вториот ред до густата ограда се пониските растенија од типот на повеќе врсти јунипероси, како и повеќе годишни грмови од неколку врсти на перени. Тука некаде е позициониран и прекрасен минијатурен јапонски јавор со црвени листови, кои доаѓаат до израз во морето зелени нијанси. Интересен потек е левиот агол на градината, кој е на некој начин претворен во алпинум, каде централно е поставен цедрусот, со така наречена Blue Star нијанса. Специфичноста на овој агол од градината е што од тука над алпинумот се отвара простор од каде се гледа дел од градот Скопје, со тоа што овој простор е исто така користен за кружење на воздухот. Паралелно поставената ограда во однос на куќата исто така изобилува со густа зимзелена ограда, до која се насадени растенија соодветни по форма и боја. И тука преовладуваат ниски, спорорастечки растенија, кои не парираат со големина на оградата, а колоритно и по облик секоја е приказна за себе. Централниот дел на градината е голема дребна површина, која е пространа со густа текстура, создадена од повеќе видови семиња кои успеваат на нашето поднебје. Во десната страна на куќата направен е базен во соодветна димензија во однос на градината. Корисно е тоа што делот на базенот е преграден со ограда, која е многу корисна ако во куќата живеат мали деца или ако во оваа градина се посетители деца од помала возраст. Покрај базенот се поставени плочки во нијанси кои не го нарушуваат колоритот на растенијата, односно не се прејаки па не доаѓаат до израз. Терасата на куќата е всушност дел од еден прекрасен алпинетум, комбиниран од минијатурен бор Pinus mugo pumilo, комбиниран со ниски карпет јуниперуси во неколку нијанси, како и неколку врсти перени. Може да се каже дека ова е една градина во која се преплетени неколку стилови, односно вкусови, кога се работи за уредувањето на градините. Битно е тоа дека повеќето делови на градината се максимално слободни, односно дишат и делуваат пространо, додека краевите на градината, блиску до аградата, се максимално посадени со ексклузивни квалитетни садници, кои се многу добро комбинирани во однос на бои. Кога на целата оваа композиција ќе се додадат и прекрасните камени делови од куќата, кои се во ист стил како и дел од камената ограда, тогаш ретко кој би нашол замерка на оваа градина, која е композиција на рустика и натура со урбани елементи неопходни за модерното живеење. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Тоа беше се во ова издание од емисијата. Се гледаме следната сабота во истото време.